Значи, почнувајќи од вчера вечер, проучуваме на тема под наслов лекции од исцелението на водите. And specifically, we have looked at a particular Bible passage И in конкретно Old Testament се занимававме конкретно со еден библиски текст од Стариот Завет, that is found in 2 Kings chapter 2, кој што се наоѓа во Втора Царевите, Втора книга на Царевите, втора глава, starting from verse 19 to verse 22. почнувајќи од 19 до 22 стих. Now there we have seen the work of a prophet of God called Elisha. Тука го видовме делото на Божиот пророк Елисеј. Now we need to establish a very important thing from the beginning. На самиот почеток би требало да утврдиме една многу важна работа. Elisha was a type of the work of Jesus Christ. Пророкот Елисеј представувал образец или тип на делото на Исуса Христа. Why I'm telling you this? Зошто ви го кажувам ова? Do you remember that first of all we see Elijah the prophet in action in Israel? Дали се сеќавате дека најнапред, пред да започне Елисеј, го гледаме делото на пророкот Илија во Израел? The prophet Elijah was called to give a very straight message, a powerful message. Пророкот Илија бил повикан да пренесе, да објави една многу силна и многу моќна порака. He was calling the people to repentance. Тој ги повикувал луѓето на покаяние. But if you look at the work of Elijah, Elijah was not seen spending a lot of time with the people. Но ако покажете малку повеќе внимание, обрнете внимание на Илија, ќе видите дека Илија многу не се дружел со луѓе. You don't see Elijah so much connected with helping the people, healing the people especially. Не може да се најдат многу примери каде што Илија е во контакт со луѓе, кај што им помага на луѓе, особено ги лекува луѓето. But when we look at the work of Elisha, Но кога ќе го погледнеме делото на Елисеј, we see a different way of working. гледаме еден поинаков начин на работа. Elisha spent more time with the people. Елисеј поминувал многу време со луѓето, со And he народот. spent a lot of time healing and helping the people around him. И Елисеј поминувал многу време помагајќи им на луѓето и исцелувајќи ги. Now, do you remember that in the days of Christ, Дали се сеќавате дека во Христово време a prophecy was made concerning a work of a man било кажано едно пророштво во врска со делото на еден човек, a work that was done in the spirit and the power of Elijah. дело кое што било вршено во духот и силата на Илија. Do you remember who was the Elijah in Christ's days? Дали се сеќавате кој беше Илија од Христовото Who време? was? Do you remember? Кој беше? That was John the Baptist. Тоа беше Јован Крстителот. And if you read in the Bible, you will see that never is being mentioned that John the Baptist did miracles. И како што може да забележите, во Библијата никаде не се споменува дека Јован Крстителот No правил miracles, некакви чуда. no signs, Никакви чуда, никакви големи знаци. just preaching. Само проповедал. And John the Baptist had a particular message, А Јован Крстителот имал една конкретна a порака, very direct message, многу директна порака, calling people to the repentance. повикувајќи го народот кон покаяние. But then Jesus Christ came. Но тогаш дошол Исус Христос. And now you see Jesus Christ spending more time helping the people, healing the people. И тука гледаме како Исус споминува многу време со народот, им помага на луѓето, ги лекува луѓето, Just like Elisha. исто како пророкот Елисеј. Now I want to read with you a passage from the Bible, Би сакал да ви прочитам еден текст од Библијата and I want to see if you know the connection и би сакал да видам дали може да ја направите врската from the New Testament. со Новиот Завет. Let's go into the book of 2 Kings chapter 4. Да отвориме во втората книга за царевите, четвртата глава. 2 Kings chapter 4. Втора книга за царевите, четврта глава. Please never forget your Bibles in the church.
И ве молам, не ги заборавајте вашите Библии во црква. I told you even in the past, it is better to come without shoes in the church than without the Bible. Се сеќавате порано еднаш ви реков, подобро е да дојдете без чевли во црква, отколку без Библија. Don't come without the Bible. Не доаѓајте во црква без Библија. Амен. Амин. Listen what the Bible is saying. Да послушаме Second што Kings, вели Библијата, втора царевите, chapter 4, четврта глава. and let's read from verse 42 to verse 44. Ќе читаме од 42 до 44 стих. Listen what the Macedonian message is saying. Да го послушнеме македонскиот текст. 42 стих, почнувам да читам. Дојде еден човек од Ваал Шалиша и му донесе на Божиот човек леп од првите плодови, 20 јачмени лепчиња и млади зрна во класови. И рече Елисеј, дај им на луѓето да јадат. И рече слугата негов, како да го поставам тоа пред 100 луѓе? А тој рече, дај им го на луѓето, нека јадат, зашто така вели Господ, ќе се наситат и ќе остане. Тој им даде и тие се наситија и остана уште според Словото Господово. Thank you very much. Do you remember in the New Testament another passage like this? Дали во Новиот Завет се сеќавате на еден друг ваков случај? Where again we see a multitude of people. Повторно таму гледаме мноштво народ People were hungry. кој што е гладен. They came to Jesus with some bread. Дошле кај Исуса, имало само малку леп, And when they see the food, they see this is not enough. и кога гледаат толку малку леп, само 5, нели But да? Jesus said, Велат, ова не е доволно до Исус. start sharing the bread with the people. Но што рече Исус? Почнете да им го делите And овој you леп will на see that луѓето. it's going to be sufficient for all of them. И ќе видите дека ќе стаса за сите. And it's going to remain also. И дури ќе има остаток. Now, do you see the parallel between Elisha and Jesus Christ? Дали може да видите паралелата помеѓу Елисеј и Исуса And there Христа? are many other parallels. И има многу вакви паралели. But because of time, I need to be short. Но заради времето треба да бидам So краток. when we are looking at the work of Elisha healing the waters, Така што кога го гледаме делото на Елисеј како ги исцелува водите, Elisha is representing the work that Jesus Christ wants to do in our lives. пророкот Елисеј го представува она дело кое што Исус Христос сака да го изврши во нашиот живот. This is what we have studied from last night and in the morning. This is the work that Jesus Christ will try to do here in Macedonia. Токму она дело што го проучувавме и синоќа и претпладне, тоа е делото што Господ сака да го изврши тука во Македонија. Now, let's remember some things. Но сега да запомниме некои We работи. have studied and seen that Проучувавме и видовме дека there are many spiritual lessons дека постојат многу духовни лекции to be gathered from the story of the healing of waters. кои што можеме да ги извлечеме од повеста за исцелувањето на водите. And the prophecy is saying that the new vessel or the new cruise, И пророкот понатаму вели дека новиот сад the salt, и солта, the spring, изворот, all are highly symbolic. сето тоа е мощне символично. So God is saying there is a hidden message, a deep message that you need to understand. Со други зборови, Господ ни порачува дека постои една скриена порака во овие символи, во исцелувањето што го I извршил want to tell you, Елисеј. my brothers and my sisters, that we don't need to be surface readers of the Bible. Браќа и сестри, би сакал да ви кажем дека ние не треба да бидеме само површни читатели на Библијата. As I'm traveling around the world, Како што патувам насекаде по светот, I see a disease that is coming even in the Adventist churches. забележувам една болест која што навлегува во адвентистичките цркви. People are not coming in the church with the Bible. А тоа е, луѓето доаѓаат во црква, се повеќе и повеќе луѓе доаѓаат во црква без Библија. Last week I was visiting a Baptist church. Мијатата седмица посетував една баптистичка црква, I was invited to that church. бев поканет во таа црква And believe me, и верувајте ми, only the preacher had the Bible in the church. само проповедникот имаше Библија во целата таа црква.
Nobody else had the Bible. Никој друг немаше Библија. But when was the time for singing in that church, Но кога дојде време да се пее people во will црквата, start raising their hands. луѓето ќе станеа, ќе ги Moving. покренеа рацете, ќе почнеа да се нишаат. The band that was in front of the people singing, Имаше и група која што изведуваше песни пред црквата. they were behaving like of a rock concert, like И тие се членовите на групата се однесуваа како да се на рок концерт. and they were calling this divine service. И сето тоа го нарекуваа божествена служба или And I богослужение. saw there sincere people. И таму забележав инаку доста искрени I луѓе. once read a story regarding a very known boxer of the world. Еднаш читав една приказна за еден многу познат боксер, светски боксер. His name was Muhammad Ali. Неговото име беше, знаеме, Мухамед Maybe the young Али. people have heard about this. Верувам дека сте, особено младите сте чуле за него. Now, Име за once Muhammad Ali was staying in his home. Еднаш Мухамед Али се наоѓал во својот дом, He had a big house, имаше голема куќа, and his daughter was going down the stairs preparing to go for a party. а неговата керка се симнуваше од скалите и се подготвуваше да замине некаде на журка. She was a beautiful girl. Тоа беше многу убава девојка. But the father looked at her and he saw Но that was таткото, almost without clothes. таткото кога ја погледнал, забележал дека таа е речиси без облека на себе си. And he wanted to give an advice for this daughter, for this young girl. И сакал да ја даде еден совет на керка си, односно How should he Ова react on this situation? како би реагирала таа во оваа ситуација. And he called her, Ја повикал, he took her in his arms, ја кренал на раце and he said, I want to ask you something. и вели, би сакал да те прашам нешто. And she said, what, daddy? И таа рече, што, тате? And then he said like this, И тогаш Мухамед can рекол, you tell me where we can find gold in this country? Gold, where we can find gold? може да ми кажеш каде може да се најде злато во оваа земја? And she said, daddy, И таму вели, if you тате, want to find gold, you need to dig deep under the ground. There in the mine is the gold. ако сакаш да најдеш злато, треба да копаш многу длабоко, таму во рудниците, таму се наоѓа The злато. father said, yes, it's true. Таткото рекол, да, But can you tell me where are found the diamonds? а можеш да ми кажеш каде можам да најдем диаманти? And she said again, down there in the ground, deep, you have to go deep, deep to find those precious stones. Таа исто така му вели, долу длабоко, долу, длабоко во земјата, таму се наоѓаат скапоцените камења. And the father said, yes, this is right. Таткото и на тоа рекол, Can да, you tell me точно. where we can find the pearls? Where we can find the pearls? А потоа по трет пат ја прашува и вели, а можеш да ми кажеш каде може да се најдат бисери? And she said, down in the deeps of the ocean. И таа му вели длабоко во длабочините на And океаните. then the father started crying. И тогаш таткото почнал да плаче And he said, и рече, so you want to tell me значи that the сакаш, most precious things on this earth are covered. значи сакаш да ми кажеш дека најскапоцените нешта во овој свет се многу скриени. And she said, yes, daddy. И таа му рече, да, тате. And the daughter understood. И The керката ја сватила пораката. Because the father said to her, you are very precious. Керката ја свати пораката, бидејќи татко и потоа ја рекол, ти си многу скапоцена. You are very precious. Ти си многу My скапоцена. friends, what I'm trying to say to you, Пријатели, ора што јас сакам да ви го the кажам, precious things from the Bible, е дека скапоцените they нешта are од not found Библијата, on the surface. скапоцените нешта од Библијата не се наоѓаат на површина. If you come to the church Ако дојдете во црква without the Bible, без своите Библии, playing on the telephone, играјќи си со вашите телефони looking on the clock, или гледајќи колку е саат, when it's going to be over, или зевајќи и прашувајќи се кога ќе заврши, you are not going to grow spiritually. вие нема да растете духовно. If you want to know the treasures of God, Ако сакате да ги запознаете
Божите You скъпоценности, need to go deep. Божите блага, треба да копате длабоко. Let's read in the book of Proverbs, chapter 2. Да прочитаме еден текст во Пословици 2 глава, Proverbs, chapter 2. Пословици или изреки Соломонови 2 Listen what the глава. Bible is saying, starting at verse 1. Да прочитаме што ни кажува Библијата, почнувајќи од првиот стих. Proverbs, chapter 2. Пословици или изреки 2 глава. And let's read from verse 1 to verse 5. И да го читаме текстот од првиот до петтиот стих. Од првиот до петтиот стих. Yes? Macedonian. So, Proverbs chapter 2, to read in English also. Yeah, All right. read it in English and I will translate. So, the Bible is saying, My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, Че Библијата ни вели во првиот стих: Синко, ако ги примиш зборовите на моите заповеди и ги зачуваш во себе си, so that thou incline thy ear unto wisdom and apply thy heart to understanding. ако увото твое внимателно ја слуша мудроста, ако срцето твое се приклони кон размислување, Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding. и ако ги повикаш знаењето и разумот, Now listen very carefully. и сега послушайте If thou внимателно, seekest her as silver, ако ги бараш како сребро and searchest for her for a hid treasure, и ги истражуваш како ризница, then Тогаш- shall thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. тогаш ќе го разбереш стравот Господов и ќе го најдеш знаењето за Бога. When you look for wisdom as are you looking for a treasure, Значи тогаш кога ќе ја барате мудроста како кога барате благо. how many of you did find treasures in Macedonia and in Skopje this week? How many of you? Колкумени од Treasures. вас оваа седмица во Скопје најдовте богатство, ризница, кренете Nobody. рака сора? Никој. Treasures, like you Чи go on the скапоцени. streets and you stumbling black in the big piece of gold. Например, одете низ улица и ќе се сопнете од голема грудка I злато. know that there are a lot of types of treasures, Знам дека постојат разни скапоценности, but I'm speaking at this physical, let's say this physical treasure. но ете зборувам конкретно за овие материјални You have to скапоценности. work hard to reach those that elements of gold in the earth. За да ги стекнете тие богатства, треба да копате длабоко во земјата. The same thing is with the spiritual things. И истото се однесува и на духовните My нешта. friends, let me give you an advice. Пријатели, би сакал да ви дадам еден совет. Run from those churches where the people they don't study the Bible. Бегајте од оние цркви каде што луѓето не ја проучуваат Библијата. Run very fast from those places. Because that is a dangerous ground. Бегајте брзо од тие места, бидејќи тоа се опасни места. I like these words, brzo, quickly. You have to run away from that place. Ми се допаѓа овој збор брзо, треба да избегате од тие But места. if you know about a place Но ако познавате некое такво where место, the people love this book, каде што луѓето ја сакаат оваа книга, they study from this book, кои што проучуваат од оваа книга, go there тогаш појдете таму and find the knowledge and the wisdom of God. и најдете го таму знаењето и мудроста Божја. Now let's remember something about those waters from the Bible passage. Да се подсетиме сега нешто во врска со овие води од синуќе. From 2 Kings chapter 2, Од 2 Царевите 2 глава, from verse 19 to 22. од 19 до 22 стих. The Bible is saying, Библијата ни вели, let's look in verse 19. ќе почнеме да читаме во 19 стих, значи втора книга за Царевите, The Bible is saying, and the men of the city said unto Elisha, втора глава читаме од 19 стих, каде што се вели, тогаш жителите на градот му кажаа на Елисеј: Behold, I pray thee, the situation of the city is pleasant, as my Lord said, but the water is not, and the ground barren.
Ета е како што гледаш, Господаре, положбата на овој град е добра, но водата е лоша и земјата е бесплодна. I don't know how is this word in Macedonian language. Which one? When he's speaking about the water, how is the water described in that passage? Водата е тука опишана лоша. This means that the water is deceptive in a No, way, it or means, it is a bad water. It's плахая. Plahaya, bad water. Thank you very much. Лоша вода. So the Bible is saying that the water is bad. Yes? Значи Библијата вели дека водата е лоша. In the same time, Како вели Константинов? the Bible is saying, Преводот Константинов како вели? Лоша, добро. Lotion, all right. Истовремено Библијата ни The кажува Bible is saying that those waters were bringing death, smrt. да, исто така вели дека овие води беа смртоносни, носеат смрт. If you read in the Bible in verse 21, Ако го читате во Библијата во 21 стих, and he went forth unto the spring of the waters and cast this salt in there and said, Thus says the Lord, I have healed these waters, there shall not be found thence any more death or barren land. значи 21 стих, тој отиде кај изворот на водата, ја фрли во неа солта и рече, вака вели Господ, јас ја оздравувам оваа вода и во иднина нема да доаѓа од неа ниту смрт, ниту бесплодност. So we have plahaya voda, Значи bad water, имаме лоша вода, and we have also smrt that is coming from these waters. а исто така имаме и смрт која што доаѓа од таквата вода. Now, let's read from the Bible Ајде сега да прочитаме од and Библијата understand that these waters are a symbol of the condition of our hearts. за да видиме дека ваквата вода ја представува состојбата на нашето срце. Let's see, is the Bible saying that our heart is in a bad condition, deceitful condition? Дали Библијата вели дека нашето срце е во лоша, во измамлива состојба? Let's go in the Bible. Ајде да го видиме тоа во Jeremiah Библијата. chapter 17. Книга на пророкот Јеремија, 17 глава. Now- Јеремија, 17 глава. Elisha, which is a type of Jesus Christ, Значи, Елисеј, кој што представува образец на Исуса Христа, healed those waters. ги исцелил овие води. This is why we understand that Christ is able to heal even our hearts. На тој начин можеме да разбереме дека Христос може да ги исцели дури и нашите срца. Amen. Амин. Listen what the Bible is saying. Да послушаме Jeremiah, што вели Библијата, Chapter Еремија, 17, Еремија 17 глава. let's read verse 9. Да го прочитаме 9 стих. Listen what the Bible is saying. Verse 9. Што вели 9 стих? The heart is deceitful above all things Човечкото срце е лукаво повеќе од се and desperately wicked. Who can know it? и е наполно расипано. Кој ќе го разбере? So do you see the Bible is saying that our heart is speaking about our human nature, it is only bad. Значи, како што можете да забележите, кога Библијата зборува за нашето срце, а тука се мести на нашата човечка природа, ја опишува како лоша. When those waters were coming, Оние води кои што in извирале, that place they were not bringing anything good. тие не носеа ништо добро со себе. Nothing was good in those waters. Ништо не било добро во тие затруени води. Nothing was growing because of the influence of those waters. Таму ништо не растело заради тоа смртоносно влијание на водите. Listen what the Bible is saying about you and me. А да послушаме сега што вели Библијата за мене и за вас, Separated from God. кога сме одвоени од Бога. Let's go to the book of Romans chapter 7. Да отвориме во посланието до Римјаните, 7 глава. Romans chapter 7, and we want to read verse 18. Римјаните 7 глава, каде што ќе го прочитаме 18 стих. The waters were bad. Водите значи биле лоши, But in the same time, the Bible is saying about our hearts
that is wicked is very bad. Nothing good we have in ourselves. А исто така Библијата вели за нашите срца дека се многу лоши, многу расипани, нема ништо добро во нас. Look what the Bible is saying. For I know that in me, that is in my flesh, Библијата ни вели, односно апостол Павле, и јас знам дека во мене, односно во моето тело, dwelleth no good thing. не живее доброто. For to will is present with me, but how to perform that which is good I found not. Навистина, желба за добро во мене има, но не и сила да го правам тоа. So how many good things we have in ourselves? Значи, колку добрини имаме во нас самите? Not even one thing. Немаме никаква добрина, ништо. Without Christ, Нула. Без Христа, we are zero. ние сме нула. But God is able Но Господ е кадар и to work моќен, in our hearts може да делува на нашите and срца transform each one of us. и да го преобрази секој еден од нас. I'm looking here and I see a lot of young people in the congregation. Гледам тука многу млади лица во салата. Do you remember Дали- what was the first impulse of the fallen nature? Дали се сеќавате кој бил првиот импулс на паднатата When природа? Adam and Eve sinned, Кога Адам и Ева погрешија? what was their first reaction toward God? What was their first Која reaction? била нивната прва реакција кон Бога? What was their reaction? To go Како to реагирале? God? To go to God. Дали штом сгрешиле веднаш посакале да отидат кај Бога, To go to confess what they have done. за да се исповедаат за тоа што го направиле? This was their desire, yes or no? Дали тоа беше нивната No. реакција? Now let me Не. ask you right now, who was guilty in this situation? Кој бил виновен во оваа ситуација? God or Adam and Eve? Who was guilty? Дали Бог бил виновен или Адам и Ева? Кој биле виновни? Adam and Eve. Адам и Ева. Now, let's imagine that God is behaving like we are behaving sometimes. Ај сега да се замислиме Бог да се однесува така како што ние често пати се однесуваме. I am right. Јас сум во право. He has to come to me and apologize. Значи, замислите Господ да вели, јас сум во право, ја не And we are сгрешив, staying and we а are тој треба да дојде кај He мене и needs да to ми се come to извини. Тој треба да дојде кај мене да ми се извини. If God was doing like this at the beginning, Ако Бог вака се однесувал на to почетокот, wait Adam and Eve to come to God, тој да чека Адам и Ева да дојдат кај него, do you think that they will come? дали Адам и Ева ќе They have дошле? come? Дали ќе дошле кај него? No, my friends. Не. Because the first impulse after sin, Тие не би дошле никогаш кај него, бидејќи првиот импулс на човековата природа instead после of reading the падот Bible, е наместо да ја чита Библијата, we go to YouTube. ние одиме на YouTube. Instead of kneeling down and pray, Наместо да клекнеме на колена и да се молиме на in Бога, the morning, наутро, да пример, our first impulse is to see the new pictures on Facebook. кога ќе станеме наутро, првиот импулс е да отвориме брзо Facebook и да видиме што има ново таму. Do you understand? Here is God. Дали разбирате, тука е Бог, Here is sin. а тука е гревот, We are here. а ние сме тука во средина. When we are born in this world, Кога се раѓаме во овој свет, we are like this. ние сме како ова. We are inclined to sin. Ние се приклонуваме кон гревот. We are not born with a nature that wants to study the Bible. No. Ние не се раѓаме во овој свет со природа која што сака да ја проучува Библијата. We don't want to witness for the people, to help the other people. No. Ние немаме природна желба да сакаме да им сведочиме на луѓето, да им помагаме на другите We луѓе. are selfish. Не, затоа што ние сме себични. Have you seen the little children? Дали сте ги виделе малите деца? When they are playing, Малите деца кога се and играат. sometimes you see the little children fighting for a toy. Дали сте виделе како мали деца некогаш се борат околу некоја You say, играчка? no, it's mine, it's mine. Едното вели, ова е моје, моје. And I don't think that the parents, they are having studies with them at home about this. No. И јас
Не мислам дека нивите родители заедно со нив проучуваат дома околу тоа, не, But this is the condition of our heart. но тоа е природната состојба на нашите срца. Those waters are bringing also death. Овие води беа смртоносни, And носеа when we are смрт. separated from God, И тогаш кога и ние сме одвоени од Бога, when God is not working in our life, кога Бог не работи, не делува во нашите we are животи, just like dead people. ние сме исто така како и мртви луѓе. Let's go together in the book of Luke chapter 15. Да отвориме заедно во Лука 15 глава. Do you remember here is the parable of the prodigal son? Во Лука 15 глава, ќе се сетите, се наоѓа параболата за изгубениот син. A son that said once to his father, "Give me my part of fortune and I want to go." Оној син кој што еднаш му рекол на татка си, дај ми го мојот дел од наследството, бидејќи јас сакам да заминам. But you know that a testament, the portion of treasure, is received only after father dies. Но, This is the знаете, normal way of things. природно, синовите може да го наследат татковиот имот само тогаш кога таткото ќе умре. So when the son came and said, "Please give me my money, give me my money," Според тоа кога синот ќе дојде и му вели на живиот татко, дај ми ги моите in пари, reality he was saying, "It is better for you to die." со други зборови, и тоа е исто како да вели, подобро е тато да умреш. And he went far away from his father. И заминал, отишол далеку од својот татко. Start spending the money, Почнал таму да го троши тоа наследство, тие пари. defiling himself with women, with pigs and things like this. Осквернувајќи се себе си со блудници, со свињи и така натаму. But in one day, Но еден ден, the Bible is saying that that young man came to his senses, Библијата came ни to вели his mind. дека еден ден тој млад син се освестил, дошол при себе си, He remembered the song from the church. се сетил на песната што некојаш е слушал во He црква, remembered the family altar from his family. се сеќавал на семејниот олтар во дома, на домашните He remembered богослуженија, how his mother and his father used to pray for him. се сеќавал како неговите родители се молеа за него And he said, и рекол, "I want to go home." сакам да се вратам дома. One lady came to the camp meeting Еднаш една жена дојде на нашиот собор, на камп and she митингот, was telling me a story. This is a true story. и ми раскаже на мене една вистинита приказна. It was a family that for a time didn't have a children. Се работеше за едно семејство кое што долго, известно време не можеа да имаат деца. And they prayed to God, they prayed to God. И се молеа на Бога постојано и одново. And finally God answered. И конечно Бог им одговорил. And she received a children. И таа забременила, односно добила She дете had a daughter. и родила керка. But she didn't knew Но не знаела that that daughter was very sick. дека таа керка, значи детето, била мощно болна. Quite suddenly, the child was feeling bad, very sick. И многу ненадено детето се повеќе и повеќе се влошуваше неговата здравствена состојба. And they went to the hospital. Го однесува во болница, Start making all the analysis. почна да ги вршат сите испитувања. And nobody was saying anything to the mother. Никој ништо не и кажуваше на мајката. People were running here and there. Луѓето трчаа наваму и натаму, But not even the doctors had the courage to come and say what was the real issue with that children. но ниту докторите нема одговор на тоа што на вистина се случува со тоа дете. And in one moment, the mother came to the doctor and said, "Please tell me what is happening. Please tell me." И во еден миг мајката дошла кај докторот и го прашала: те молам, кажи ми што се случува. And they came the doctors, Дојде докторот, and behind her were the medical assistants, а позади се наоѓаше медицинската and служба everybody was there to help her in case that something is happening. и сите беа подготвени, целиот персонал да помогнат во случај ако затреба нешто. And she said like this. She heard these words from the doctors. И мајката ги слушнала овие зборови од докторот. Your daughter has leukemia. Твојата керка има леукемија. She's very sick. Таа е многу болна. When the mother heard,
Кога мајката го чула ова, she was destroyed. беше едноставно уништена. Almost fell. Речи си се онесвести. And the assistant were behind her. А целата медицинска служба позади, Then when she remained alone, кога сите тие се разотидоа и мајката остана she сама, looked at the bed where the small child was there. погледнала однова во креветот каде што се наоѓаше малото дете And she took a decision. и донела една одлука. She said, I don't want to live anymore. Мајката решила, јас повеќе не сакам да живеам. And she went unto the window И отишла кај прозорот and she said, this is it. и рекла, тоа е тоа. It was I don't know how many levels, how many floors were. And they say, that's it. Не знам колку била висока болницата, колку And when спрата, she looked at the child, но таа решила, тоа е тоа. И штом го погледала she одново saw a детето, small coffin, видела еден мал ковчег and she started crying. и почнала да плаче. And she was willing to jump and finish with everything. И посакала да скокне од прозор и да заврши, да Now раши со listen, се. in that moment, Но слушајте, во тој момент, the Holy Spirit remembered her. Светиот Дух ја потсетил And she said, и рекче, I remember и таа рекла, се that сеќавам, my mother се сеќавам was praying for me. дека мајка ми се молеше за мене. I remember when I was singing with my mother when I was a small child. Се сеќавам кога пеевме заедно со мајка ми кога бев I мала. remember when my mother was telling me, you need to trust the Lord. Се сеќавам кога мајка ми велеше треба да веруваш во Бога. And because of that experience, И заради тоа некогашно искуство, she said, I cannot do this. таа рекла, не можам да го сторам ова. You know what happened later? Знаете ли што се случи подоцна? She took the child, Го зела детето, they sent this child in Germany. го испратиле детето во Германија. That little daughter received treatment Таа мала керка, значи, беше and оперирана now is perfectly healed. и сега е совршено здрава, исцелена. And she was crying. The mother was crying. И мајката плачеше. And she said, if I have not remembered my past with my parents, Ако не се сетев во тој момент на моето детство со моите родители, now you are looking at your family members. сега може да ги погледнете сите вие вашите You are looking at your children семејства, вашите and you деца think what in the world they are doing. и може да се запрашате што се случува, што прават овие деца, But you don't know но не знаете. when God is going to work upon their minds. Не знаете кога Господ ќе проработи во нивните And they will умови remember about you. и тие ќе се присетат на вас и на вашите They will дела. remember about the precious lessons that you have given Ќе to се them. присетат на скапоцените лекции што ги примиле од вас. This was the condition of the prodigal son. Тоа била состојбата на And изгубениот he син. came home. И тој дошол, се Now вратил let me дома. ask you, when he came home, he sent a letter to the father Дали кога изгубениот син решил да се врати дома, испратил saying to писмо, the father, Father, I'm coming home. испратил писмо кај татка си да го извести, тато, се враќам дома? So Не. from where did the father knew that his son is coming home? Што мислите тогаш, од каде таткото знаел дека син му се враќа дома? Do you know what is the answer? Дали знаете кој е одговорот? The father was looking after his son each day. Таткото едноставно секој ден излегувал на пат и He was барал thinking, да го maybe види my son својот is сан. coming home. Може би, си мислел, може би мојот син се враќа. This is the way how God is looking at each one of us. Тоа е начинот на кој што Бог гледа на секој еден од нас. God is looking and He's waiting that you and me to come home. Господ гледа за секој еден од нас, да не And when He случајно see the son, сакаме да се вратиме дома. the Bible said that the father ran. И кога таткото еднаш го видел синот, He embraced his son. Библијата вели дека тој And потрчал, he said, son, го прегрнал својот син и му рекол, let's go сине, together home. ајде заедно да се вратиме Because дома. when God is seeing that you want to come, God is going to help you. Бидејќи кога Господ ќе види дека сакате да се вратите кај него, тој ќе ви And помогне. when this son came in the home, И кога овој син се вратил дома, it was a great joy.
Таму настанала голема And now радост. look what the father is saying about this son. Да погледнеме сега што кажува таткото за овој син. Verse 32. 32 стих, Лука 15 глава, The father is speaking. 32 стих. It was meet that we should make merry and be glad. Таткото му вели на постариот син, но требаше да се зарадуваме и да се развеселиме, For this thy brother was dead зашто овој твој брат беше мртов and is alive again, was lost and is found. и оживе, изгубен беше и се најде. What is the father saying about his son? He was dead. Што кажува таткото за синот? Тој беше мртов. This was not a physical death. Тука не се работи за физичка This смрт. is a spiritual death. Овде се работи за духовна When смрт. you go away from God, Кога ќе застраните од Господа, you don't appreciate any gift from Him. тогаш не цените никаков дар што дошол од него. No Bible, Никакви no Библии, prayer, никаква молитва, nothing. ништо не You цените. just want to live your life as you want. Едноставно сака да си го живеете животот како што ви е кеф. God is saying you are dead. Бог вели вие сте мртви. Those water were bringing death. Тие води носат смрт, But praise be to God но слава на Бога that He is able to heal the water. што тој може да ги исцели тие He води. is able to heal even our lives. Тој може да ги исцели и нашите животи. And from a life of a curse, we can become a blessing for the people around us. И од проклет живот ние можеме да станеме благослов за сите луѓе My околу friends, нас. let me tell you, Мои пријатели, сакам да ви we кажам, serve a good God. ние му служиме на еден добар Бог. And God is so good, it is better than even our hearts. А Бог е толку добар што е подобар и од нашите срца. Listen, young people. Слушайте, млади, This year at the camp meeting оваа година на нашиот came a family летен with two собор, children, two boys. дојде едно семејство со две машки деца, There were hundreds and hundreds of people there. и некој на соборот беа присутни стотици и стотици луѓе, And it was almost impossible for me to speak with everybody. и за мене беше речиси невозможно да зборувам со секој од нив. But these parents came to me Но овие родители дошле кај and they мене said, please, Brother Andrew, и ме замолија, Please. те молам, брате can Андреј, you speak with our son? дали можеш да зборуваш со нашиот He син? don't want to come to church anymore. Тој повеќе не сака да оди во црква. He don't want to read his Bible. Тој повеќе не сака да ја чита Библијата. He don't want to pray even with us when we are eating. Nothing. Тој повеќе не сака да се моли со нас ниту за предјадење. He Ништо. received baptism. А тој, значи, беше крстен, What is happening with him? а што се случува сега со него? And I said, I'm promising you, I will find time to speak with him. И јас им реков, ти ветувам дека ќе најдам време да зборувам со It него. was the lunch time. И еднаш за време на I said, ручек, I'm not able to eat. реков, не можам да ручам, And said, I will go better to speak with this young man. би се оди да зборувам со ово младо дете. And these two brethren were staying near the river and they were speaking together. Значи, двете машки деца на тоа семејство, двајца браќа, тие стоја во тој момент покрај реката, речниот брег и си зборуваа нешто меѓу And I себе. went, sit down with them, И јас отидов, им се приближив and I start speaking with them. и почнав да разговарам со нив. General questions, И поставив некои општи but I прашања, have how can I say, a point that I want to reach. но сакав да постигнем една конкретна поента. I want to know what За мојот was разговор. the problem with this soul. Сакав да разберам кој е проблемот со Then оваа he душа. opened his heart И тогаш тој го отвори and своето he said срце like this, Brother Andrew, и ми рече, брате Андреј, I am lost. јас сум загубен. I said, how you are lost? И јас велам, како тоа загубен? And he said, for me, the probationary time is finished. И тој ми вели, за мене времето на милоста е завршено. I am dead alive. Јас сум мртов жив. I say, why you are saying this? И јас му велам, зошто го кажуваш ова? He say, because Тој вели, затоа што I have promised again and again to God
Затоа што јас одново и одново му уветував на Бога, that I will not do certain things, дека повеќе нема да правам некои работи, and I am failing all the time. а и постојано го кршам You know, тоа when he was ветување. speaking, he was having tears in his eyes. И додека го кажуваше тоа, да солзи тече од He неговите said, I очи. don't want to pray Потоа ми вели, јас немам желба да се молам, because God is not listening me. затоа што Бог мене не ме слуша. I am bad. Јас сум Very. лош, многу He лош. said, but what is the problem? Но што е проблемот? He said, I have a big problem with watching movies. И тој ми вели, јас имам голем проблем, голема зависност за And, he гледање said, филмови. and I am fasting from movies from, let's say, 1 month. I'm fasting, no movies, 1 month. И еднаш, например, односно во тој момент постев од гледање филмови цел еден месец. And then I'm falling. Не гледав филм. I цел have a месец. problem with video games. Потоа вели, јас имам проблеми со видео And игри. I know it is wrong. И знам дека е погрешно. I know it is not helping me with anything. Знам дека тоа не ми помага во ништо. But I cannot overcome. Но не можам да го победам тоа. And God is not hearing my prayers. И Господ не ги слуша моите молитви. What can you say to such a young man? Што би можеле да му кажете на такво момче, на Do you таков know млад how човек? many young people are passing through the same situations? Дали знаете колку многу млади луѓе поминуваат низ вакви And they искушенија? look at their lives and they say, that's it. I И can. тие кога ќе го видат, ќе си го погледнат својот живот, ќе речат тоа е тоа. And I said, Lord, Не можам. what should I say to this young man? И јас во тој момент се молам и прашувам, Господе, што би можел да му кажам на ова момче? And the Holy Spirit told me, И Светиот Дух ми кажа, ask him прашај го, to go with you in the forest to pray. прашај го дали би сакал да појде со тебе во шумата заедно да се And I молим, said to this young man, Yes. 16 years, да се молите. И јас му реков на момчето, 16 and годишно I said, момче, you'd like that tomorrow morning дали би сакал утре наутро, at 6 o'clock во 6 часот наутро, to go together with me in the forest and pray just like Jesus was praying in the nature. да појдеме заедно со мене во шумата и заедно да се молиме како што Господ Исус се молеше во надвор во природата. And he said, yes. И тој ми рече да. When I was preaching in the night, Кога таа вечер проповедав, I said, who wants tomorrow morning to go with me into the forest and pray? Just like Jesus. јас на самото предавање ги прашав сите присутни, кој од вас би сакал утре наутро да појде со мене во шума и да се молиме исто како Исус? And a lot of hands. И се крена многу раце. The next morning, maybe around 60, 70 young people especially, Следното утро, помеѓу 60 и 70 млади they came дојдоа with the Bible in their hands заедно со своите Библии во раце and said, we want to go to pray. и ми рекоа, сакаме да појдеме и да се And молиме. as we were in the forest, И како што отидовме во I шумата, said to them, кога бевме таму им реков, I want you to pray би сакал да се молите with a loud voice. со, значи, да се молите гласно, Again, I'm saying, with a loud voice, значи, со силен глас да се молите, but nobody to hear you. а сепак никој да не ве слушне. Brother Andrew, how with a loud voice, but nobody to hear you? И тие ме прашуваат, брате Андре, како може да се молиме со силен глас, а никој да не слушне? If everybody prays. I am praying with a loud voice. Јас се молам со силен глас. Do you know what I'm praying? Дали знаете што се молам во моментот? I know what I'm praying. Јас знам за I себе. just said, Lord, bless my brothers and my sisters in Macedonia. Јас во моментот реков, Господе, благослови ги моите браќа и сестри во Македонија. Do you know who prayed like this? Дали знаете кој се молил вака? It was a woman called Anna. Една жена која што се вика Ана. When she was sharing his soul in front of God, like dropping everything, Кога таа се all the burdens in front of God. отворила целосно пред Господа и ги излеала
ги закажала сите своји бремиња пред The Bible Господа. said that the lips were moving, but no word was here. Библијата ни вели дека само устните и се движеа, но не се слушаше никаков And I said збор. to them, I want you to pray like this. И јас им реков, би сакал вака да се молите. 10 minutes. За 10 минути. And then after you speak to God, И откако ќе се помолите вака, open the Bible отворете ја and Библијата say, Lord, speak to me. и кажете, Господе, прозбори ни, Now проговори. listen the experience of this young man. Сега послушајте го искуството на овој млад човек. He prayed for 10 minutes. Тој се молеше за време од 10 минути. He took the Bible Ја зеде and he Библијата said, Lord, и рече, Господе, can you forgive me? можеш ли да ми простиш? Is there any time for me to repent? Има ли за мене шанса, можност да се покајам? Can you forgive my sins, Lord? Можеш ли, Господе, да ми ги простиш And моите then he гревови? opened the Bible. И потоа ја отвори Библијата And his eyes fell on a Bible verse. и неговите очи се спуштија на еден библиски стих. Go to the book of Micah chapter 7. Да отвориме во Михеј 7 глава, Let's read what Bible verse came into attention of this young man. да видиме Micah, кој библиски стих Micah chapter 7 бил забележен од ова момче. Михеј 7 глава, Micah chapter 7 Михеј 7 глава, verse 18 and 19. 18 и 19 стих. Read for us. Now, let's read also in English for my friend. Добро. Who is a God like unto thee, Кој Бог е како тебе, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? кој ги простува беззаконијата и минува преку престапите на остатокот од своето He наследство. retaineth not his anger forever, Тој вечно не се гневи, because he delighted in mercy. зашто тој со радост се смилува. He will turn again and he will have compassion upon us. Тој пак ќе се смили над нас и ќе ги сотре нашите He беззаконија. will subdue our iniquities, Тој ќе ги сотре нашите беззаконија. and thou will cast all their sins into the depths of the sea. Тој ќе ги фрли сите наши гревови во морските длабочини. He was starting shaking. Тој се тресеше. And he said, Lord, Господе, do you want to tell me that you still love a sinner like me? дали сакаш да ми кажеш дека ти на вистина се уште можеш да љубиш And грешник then again open како the мене? Bible. И тогаш повторно ја отвори Библијата. And you know what Bible passage? И знаете на кое место ја отвори сега? Isaiah chapter 43. Исаија 43 глава. Where God is saying, because I love thee, Каде што Господ вели, затоа што те љубам, I am able to give for your life nations for you because I love thee. затоа што те љубам, јас ќе дадам цели народи за тебе. And immediately he started crying. И тогаш ова момче почна да And then плаче. he said, Lord, you know my life. И потоа рече, Господе, ти го знаеш мојот живот. He said, you know my family's life. Ти го знаеш животот на моето семејство. Everything has become a formality. Се случува формално. We are going to church, then we go home. Одиме во црква, потоа се враќаме дома. We don't have any desire to change our life. Немаме никаква желба да го промениме нашиот живот. What shall we do, Lord? Што да правиме, Господе? Do we need to change something in our life? Дали треба да промениме нешто во нашиот живот? And he opened the Bible. И ја отвори Библијата. Matthew chapter 28. И овој пат на Матеј, Go ye therefore in all nations. ја отвори кај Матеј 28 глава, каде што Господ Preach вели: the gospel of the kingdom to all the people. Одете кај сите народи, проповедајте го евангелието на And when сите he read народи. that Bible verse from Matthew 28, И кога го прочита овој стих од Матеј 28 he said, глава, Lord, I am a young man. момчето рекло: Господе, јас I сум am млад having човек. 16 years old. Јас имам само 16 години. Lord, do you need me? Господе, дали сум ти потребен? Do you need me at this age? Дали сум ти потребен на оваа Do you возраст? know what was the last Bible verse? Дали знаете кој е последниот библиски стих? Jeremiah chapter 1. Отворил потоа во Еремија 1 глава. Where God is saying to Jeremiah,
Каде што Господ му вели на младиот Еремија, Don't say that you are only a child. немој да велиш дека си само дете. Because I will send you to the rulers of this earth. I will send you with a Бидејќи message. јас ќе те испратам кај владетелите на оваа земја, ќе те испратам I со have a порака word за for нив. you, Jeremiah. Имам едно дело за тебе, Еремија. My friends, Пријатели мои, that young man came from that forest encouraged by Christ. ова момче се вратило од шумата охрабрено од Христа. But you know what his heart was saying? Но знаете ли што велело неговото срце? It is too late. Дека е предоцна. This is how wicked is our heart. Толку е расипано нашето срце, God is better than our hearts. а Господ е подобар и од нашите срца. We are not encouraged to go to God. Ние сами по себе не сме охрабрени да појдеме кај Бога. But God is saying, Но Бог вели, I am able to heal these waters. јас можам да ги исцелам овие води. I am able to change these hearts. Јас можам да ги променам овие срца. And tomorrow we are going to study together И утре ќе проучуваме заедно how God is working to change the condition of our hearts. ќе проучуваме за тоа како Господ делува за да ги менува нашите срца. My friends, Драги пријатели, God is a specialist. Господ е специјалист. From nothing to do everything. Од ништо да направи се. God is a specialist. Господ е специјалист. God is able to do from you, Господ може да направи од вас, from me, од мене, a sinner like me. од грешник како мене, God is able to produce a son, a prince of heaven, може да произведе свој син, принц на небото, a princess of heaven. принцеза од вас на But we небото. need to trust the Lord. Но ние треба да му веруваме на I Бога. want to ask you tonight, Би сакал вечерва да ве прашам, when was the last time when you spoke with God? кога последен пат сте разговарале со Бога? I have not asked you when you have said the last prayer. Внимавајте, не ве прашав кога последен пат сте ја кажале вашата молитва. We are very good in saying prayers. Ние сме многу добри во кажување молитви. I have asked you when was the last time Но тоа не ве прашав. Ве прашав кога последен пат when you speak with the Lord. сте разговарале со Бога. Just go like a child and say, Lord, Појдете како мало дете и кажете му, Here I Господе, еве сум. I don't know what to do anymore. Јас не знам повеќе што да правам. I don't know how to save this family. Јас не знам како да го спасам ова семејство. I don't know how to behave with these children. Не знам како да се однесувам со овие I деца. don't know what to do with this business that I am in. I don't know what. Не знам што да правам повеќе со овој бизнис кој што го I водам. have tried everything. Се обидов се што можам. Lord, please, Господе, те молам, what shall I do? што да направам? What shall I do, Lord? Што да направам, Господе? And you know what? И знаете што? If we'll trust the Lord, Ако верувате на Господа, God is going to speak each one of us. Бог ќе ви проговори на секој еден од вас. But we have to say to the Lord, Но ние мора да му кажеме на Speak, Господа, Lord. Speak, Lord, кажи ни, Господе, because thy servant is able to hear. прозбори, Господе, зашто твојот слуга ќе те чуе. My friends, Драги пријатели, I am encouraging you. јас ве охрабрувам, Spend more time in prayer. поминете повеќе време во молитва. Spend more time in prayer for your neighbors, for your family members. Поминете повеќе време во молитва за вашите семејства, за вашите соседи. each Секој day. ден. We have 50 years, some of us. Некои од нас имаат по 50 години, 30 years, some of us. некои од нас 30, 20 years, some of us. некои од нас And 20. we have seen for so many years И за сите овие години наназад сме how is looking a life without prayer. знаеме како изгледа живот без молитва. This is the life. Тоа е животот. But if we want to say, Lord, Но кога ќе речеме Господе, I want to provoke you. јас те предизвикувам. Lord, I want to see how Сакам да видам, Господе, a life that is dependent upon you. како изгледа еден живот кој што зависи од Тебе. At every step, I will need your help, Lord. На секој мој чекор ми треба Твојата помош, Господе. God is willing to help each one of you.
тогаш Господ ќе ви помогне, бидејќи сака My да ви friends, помогне. I really hope that this message was an encouragement for you, all of you. Драги пријатели, јас се радувам дека оваа порака беше охрабрување за сите вас And never, и никогаш never forget, не заборавајте Christ is able to heal the waters. дека Христос може да ги исцели овие води. Do you believe this thing? Дали го верувате ова? Do you believe that Christ is able to forgive you? Дали верувате дека Господ е моќен и може да ви Do прости? you believe this thing? Дали верувате во тоа? Not only that He is going to forgive you, Не само дека тој може да ви прости, but from today, туку од денес He will look at you as you have never fallen in sin. од денес па натаму да ве гледа, може да ве гледа како никогаш порано да не сте сгрешиле. This is how good God is. Толку е добар нашиот Бог. My friends, Драги we пријатели, need to love such a God. ние треба да го љубиме овој Бог. I want to pray together with you. Би сакал заедно да се молам со вас сега, Let's kneel down and pray together. да клекнеме на колена и да се помолиме на Господа. Dear Heavenly Father, Драги наш небесни Оче, Lord, we are in a bad condition. Господе, ние сме во лоша состојба. Our life is full of death. Нашиот живот е пун со смрт. The poison of sin has affected each one of us. Отровот на гревот го засегнал секој еден од нас. But we are going to the great physician, Но ние се обраќаме кон големиот лекар, our Lord and Savior Jesus Christ, нашиот Господ и Спасител Исус Христос, that He may heal our souls, Lord. за да тој ги исцели нашите души, Господе. Lord, I am praying for each one of the members of this church, Господе, јас се молам за секој еден верник од оваа црква, especially for those people that they are fighting and they are thinking that you are not able to forgive them anymore. особено оние кои што се борат и кои што мислат дека повеќе не можеш да им простиш. I'm praying for the young people especially, Lord. Исто така посебно се молам за младите луѓе, Господи. Lord, encourage each one of them. Господе, охрабри ги сите, секој еден од нив. You are a good God Ти си добар Бог and you want to heal our hearts, Lord. и ти сакаш да ги исцелиш нашите срца. Please, Lord, transform our lives Те молиме, Господи, преобрази ги нашите животи and help us to be a blessing for the people around и us. помогни да бидеме благослов за луѓето околу нас. For we ask all this in Christ Jesus' name. Сето ова, Господе, го молиме во името на Исуса Христа. Amen. Амин.